Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. По објавувањето на новата методологија од Европската комисија, најчесто дискутираната дилема овие денови е дали таа ќе ги забрза и скрати или ќе ги забави и одолговлечи преговорите за членство на земјите кандидатки. За Северна Македонија се чини една друга дилема е поприоритетна за дебата, а тоа е дали новата методологија е доволна основа за воздржаните држави, пред се Франција, да ја кренат рампата за земјава прво да ги почне преговорите, па потоа практично да ја тестира дилемата дали обновената методологија носи побрз или побавен процес на пристапување кон неа. Ова вечерва ќе биде во фокусот на разговорот со шефот на дипломатијата Никола Димитров, кој само што се врати од главниот град на Хрватска, државата која во моментов председава со Советот на ЕУ, а веќе се подготвува да отпатува за Париз за од прва рака да ги слушне реакциите за методологијата и од француските власти. Димитров ќе го прашаме и зошто смета дека, како што напиша на Фејсбук по вчерашните средби во Загреб, цитирам, EU Council у ожујку нуди прилику за двоструки добитак. Ожујак е март на хрватски. Останете на Алсат, интервјуто почнува за кратко. Гледате 360 степени. Македонската европска сага низ призмата на новата методологија за начинот на кој ќе се водат преговорите за зачленување во ЕУ е главна тема на вечерашното интервју со министерот за надворешни работи Никола Димитров. Тој заедно со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи вчера беше во посета на Загреб, каде се сретна со премиерот Пленковиќ, министерот Радман и шефовите на две парламентарни комисии. Хрватска во овој момент председава со Советот на ЕУ, телото во кое седат државите членки и во кое се носат главните политички одлуки на ниво на Унијата. Добро вечер и добре дојде за Никола Димитров. Добро вечер, благодарам на поканата и извинување до гледачите, настина сум, гласот ми е така. За сега коректно, за да можеме да разговараме, ќе видиме до крајот на интервјуто. Во најавата прочитав дел од вашата Facebook објава вчера, напишана на хрватски по средбите во Загреб, тоа што го забележуваме е споменување на конкретен датум, односно рок или месец во кој што очекувате, велите, двојна одлука, претпоставувам алудирате и на одлука за поддршка на методологијата од земјите членки, а во исто време и одлука за почеток на преговори за Северна Македонија. Велите март. Што е причината да се вратите на споменување рокови во период во кој што се чинеше дека стратегијата на владата е сепак да биде повоздржана околу споменување конкретни датуми? Мојата задача е тука со предизвик, бидејќи имам две јавности. Едната е македонската јавност, а другата е европската јавност. Да не читаме сега ова нешто сте го напишале, затоа било на хрватски. И дел од работата ми е, меѓу другото, да создавам, да пласирам аргументи и да градам притисок Европската унија да испорача тоа што ни го должи. И во таа смисла, иако се разбира, се согласувам со воздржаноста на владата и се обидувам, па и претходно, и пред октомври се обидував да бидам воздржан, после овие искуства ние сега природно е да дуваме и на јогурт, како што се вели, кој ќе бидеме еднаш, два пати, три пати изгорени од млеко. И наше е да го сработиме максимално тоа што можеме, дома пред се законот за јавно обвинителство и да ги редиме коцките така да има еден двоен успех, како што велам. Меѓу другото, би подсетил на заклучокот од Европскиот совет од октомври минатата година, кога не одлучи, туку рече, ќе се навратиме на прашањето, ќе одлучиме пред самитот, и тоа го повторува и комесарот, кога беше тука во Археи, го повторуваше и тоа во неколку наврати јавно и на состаноци. Има и лидери на ЕУ има кои што го споменуваат март, се разбира, не сте бидејќи вообичаено во тој формат лидерите на Европската унија и лидерите на нашиот регион, југоисточна, еве да речеме Западниот Балкан, тој е формат што не носи одлуки, тој е формат што дава политички сигнали, големи декларации, може да и планот за Загреб е лансирање на голем долгорочен економски план
со цел да се намали разликата во економскиот развој меѓу нашиот регион со остатокот од Европа. И на истиот начин, ако продолжиме да развиваме истата теза, ќе дојдеме до заклучок дека последниот Европски совет пред мај, практично овој на крајот на март, Редовните европски совети во прва половина од секоја година се март и јуни. Тоа се редовните, сега има еден вонреден овој месец, но тој е посветен на друга тема. посветен на европските пари. Да. Така што Повеќегодишната единствен финансиска рамка. Европски совет пред мај, тој е на крајот на март. Но и самиот сте свесен, ако повторно не е март и ако не стигне одлука, влогот е исклучително голем, особено за оваа влада, бидејќи станува збор за предизборие. На 12 април земјата треба да оди на предвремени избори. Да. Тоа е не само за нас како влада, не само за нас како за држава, туку и за самата Европска Унија едно големо прашање и голем влог, бидејќи нашиот случај е неверојатно драстичен. Многу години сме земја кандидат. Пред 11 години прв пат добивме зелено светло од комисијата до државите членки спремни се за преговори. Не испорача. Пречката секогаш беше разликата околу името со Грција. И тоа е наведено во сите документи на Европската Унија во изминатава деценија и повеќе. Освен 2015-16, кога веќе дојдоа и други проблеми. Тогаш заробена држава, тогаш веќе немавме не се ни квалификувавме. Да. Тоа беше делумно и резултатот таа заклученост во чекалната. И сега, кога го решивме тоа прашање, во регион каде што и пошироко, и целата Европа, па и светот денес, многу тешко решаваме големи проблеми. Ние решивме 3 децениски спор. Имавме извонреден извештај на 29 мај минатата година. И сега, ако Европа таа шанса ја пропушти, тогаш не е сила за добро, не праќа порака, работете на реформи, решавајте проблеми, станувајте европејци во смисла на вредностите на Европската Унија. Во таа смисла, што би рекле за изјавата на вашиот колега Бујар Османи, со кој патувавте вчера и во Загреб, ќе одите заедно и во Париз, дека не носење одлука за преговори во март ќе биде мешање во предизборието во Северна Македонија, отколку обратно? Дека носење одлука кај некој може да се доживува како директно вмешување во кампањата и ветер во едра за актуелната влада, претпоставувам. Ветувањето дека ние ќе почнеме преговори беше европско ветување од Европскиот совет, уште од јуни 2018 година. И во таа смисла, тоа ветување која ние го ставивме во референдумското прашање, кога Европа не испорача кон државата, тоа направи владата да не испорача кон македонскиот народ и кон граѓаните. Политичкиот капитал што е инвестиран во тој процес мора да се надополни за да се затвори тоа поглавје. Вака целиот процес политички е премногу ранлив. И во таа смисла се согласувам со Бујар, ние сме сега во една ваква ситуација, за да се израмни теренот, треба да дојде тоа што беше најавувано, за да се затвори тоа поглавје. Што чувте вчера од Пленковиќ и од Радман? Пленковиќ имаше и средба со Макрон неодамна. Да. Што е намерата? И со Конте и со Меркел. Да, точно. Што е намерата на Хрватска како председавач со Советот на ЕУ? Дали тие ќе туркаат за во март има Совет за општи работи на 24 март, потоа Европски совет на 26 и 27 март. Дали на тие состаноци ќе туркаат на агендата да се најдат овие теми? Новата методологија, прашањето за отворање преговори со Скопје и со Тирана. Нашиот успех е апсолутно заеднички интерес. Тоа ќе биде и хрватски успех. По прашање каде што нема големо придвижување, целата политика на проширување, што мислам дека треба да ја прекрстиме дали во заокружување на процесот на обединување на Европа, дали во консолидација, бидејќи лаже терминот проширување, Европа нема да се прошири географски, кога земјите од Западниот Балкан ќе влезат. Нема голем напредок. Хрватска
преговараше, имавме средба со нивниот тогаш предходен, сега е советник на премиерот Пленковиќ, амбасадорот Владимир Дробњак, кој што беше главен преговарач. Тие преговарале 2096 дена. Вкупно отвориле, затвориле преговори. Од прилика 6 години, така? 6 години, меѓу 6 и 6,5 години. И Црна Гора 2018 година, а Србија веројатно октомври минатата година веќе се над тие 6,5 години. Тие 2090. Има уште многу пред нив во овој процес по старата методологија. Ние чекаме предолго. И така натаму. Нема прогрес за Албанија, да не зборувам за Босна и Херцеговина и за Косово. Значи, ова е шанса. Земја што го познава, што има директен влог во успехот на регионот, Хрватска, додека председава, а има и самит на почетокот на мај, да направи еден долго очекуван пробив. Тоа е добро за ЕУ, тоа е добро за нашиот регион. Они имаат таков интерес. Да. Мислам дека таму имаме многу близок сојузник кој што ќе направи се што може. Дали се охрабрени од тие средби со францускиот председател, со италијанскиот премиер и со германската канцеларка? Па имавме еден многу отворен разговор вчера со премиерот Пленковиќ. Разговаравме за плусовите, разговаравме за прашалниците. Мислам дека е тешко да се замисли Европа да си дозволи на ваква една констелација, каде што имате готов успех, или еве гранката тука може да се скине, плодот и така, да го пропушти тоа. Ќе биде, нема да може да има успешен самит во мај, ако нема пробив пред самитот. Тоа е невозможно. Да, нелогично е само по себе да промовирате голем економски план за регионот во мај, а претходно во март да не пратите порака дека и со методологија. Го сакате внатре регионот. Знаете, кога веќе излегувате со предлог методологија, ако не сте умерени барем во една известна мера дека тоа ќе функционира и ќе успее, тоа исто би било неверојатна катастрофа ако ова сега се подрастури во процесот. Имате ли првични... Така што пред нас се редат елементите кои што водат кон тој двоен успех. Да. Имате ли некакви првични одеци од земјите членки, особено од оние што покажуваа воздржаност, скепса во изминатите месеци, па и години веќе можеме да кажеме, дали е ова документ што ги задоволува нивните грижи? Дел од земјите има јавни. Има, да. Изјави. Франција имаше една интересна, не сум сигурен дали беше кон нас во нашата јавност излезена, бидејќи бев во Загреб, не видов вчера. Ама видов ваша изјава за Политико. Во Политико имаше таму. ЕУ таму беше разработувана. Да. И тие имаа побарано и до објаснување поради вториот дел од изјавата на французите, во кој што зборуваа за реформата во ЕУ внатре, но до објаснувањето кое што го добиле е дека за почеток на преговори ова е доволно, реформата на ЕУ внатре треба да оди паралелно. Секако дека овде ќе можем по-верно од самиот Париз или веднаш по посетата идната недела, мислам дека во среда одиме со вице-премиерот Османи. Меѓутоа се чини дека првите одгласи од Париз се позитивни во однос на методологијата. И се чини дека тоа овозможува Франција да се вклучи во процесот на одлучување. Сега, што е со Холандија и Данска? Тоа се две земји кои што се чини дека не беа толку гласни, можеби, во октомври, но според многу извештаи, јавувања, изјави после тоа, биле земји кои што покажувале воздржаност, особено за Албанија. Ако се инсистира и понатаму на одлука за двете земји во пакет, за Северна Македонија и за Албанија заедно, се чини дека е така, не само Италија и Германија го кажува истиот став, и Франција го кажува истиот став, тогаш ќе може ли во холандскиот парламент да помине одлука со која што ќе се даде зелено светло на владата да се согласи со почеток на преговори со Албанија, што е со Данска? Може ли повторно на пакетот да заглави и Северна Македонија? Тука има три елементи. Ова е сега прилично хипотетички, малку ми е со страв ќе го одговорам. Или еве со внимателност прашањево. Прво,
факторот Франција. Имаме една констелација на политичка атмосфера. Ако е Франција не, имаме друга, ако Франција влегува и е поотворена за ова да успее. А такви се И сигнали. методологијата и одлуката конечно да влеземе во пристапни преговори. Втор елемент, имаме нова методологија, која што е подобра за добрите ученици, а полоша за лошите ученици. Бидејќи има повеќе бенефиции, дозволува предвремена политичка интеграција уште пред земјата да стане членка, ако оди добро со реформите, и повеќе фондови и награди ако има успех во реформскиот Кога дел. ова го отворате, сакам малку да ве прашам околу тоа. Се споменуваше пристапи до структурните фондови. Тоа не го гледаме во методологијата, останува на евентуално зголемување на ИПА фондовите. Таму вели, ако читате внимателно, зголемување на инвестиции и фондови, запрека, вклучувајќи ги и ИПА фондовите и една друга програма. Но исто така. денес бев на брифинг на евроамбасадорот Жбогар, се дискутираше ова прашање. Значи, ова не е до крај. Штом вели вклучувајќи ги и, значи тоа не е сигурно, а за натаму ќе видиме. Жбогар, ако добро го разбрав, тврдеше дека е проблематично за комисијата, па и за земјите членки да има зафаќање од структурните фондови од земјите кои што Тоа пристапуваат. е прашање врзано со ова што ќе биде голема дебата на 20 месецов за буџетот, за повеќе годишната финансиска рамка и тие се тесно поврзани. Дебатата е тешка, има голема дупка во финансиите на ЕУ со излегувањето на Велика Британија и ќе треба согласност од земјите што се повеќе во давањето и земјите што се повеќе во примањето, во смисла на Ве економска. изместив малку. Да. Тргнувавте да Значи, да имаме објаснувате. факторот Франција го Да. спомнавме, тој е еден важен столб за одговор на прашањето што ќе прават другите, што ќе прави Холандија, што ќе прави Данска. Вториот елемент е новата методологија која им дава повеќе контрола на земјите членки и поголем дизгин. Ако одат работите лошо, како што кај нас тргна лошо 2015-2016, може не само да се стопира процесот, туку и да се врати назад. Може дури да се ресетира. Па има и механизам како. Може комисијата да предложи, може и да аргументира една земја членка, па ако нема голема мнозинство од другата страна, и сега ја мислам дека ние од тоа немам од што да се плашиме, бидејќи идејата се разбира не е да влеземе во овој процес за да одиме назад. Идејата е да одиме напред. Ама таа нова методологија олеснува на скептичните земји, бидејќи им дава повеќе влијание во процесот. Зависи како ќе му пристапите, особено на овој елемент на можноста на една земја членка да побара, како се вели, корективни мерки според вордингот искористен во новата методологија. Бидејќи и со Грција и со Бугарија имаме билатерални договори кои што допрва треба да бидат доимплементирани. Така што може ли тој засилен глас, па и на една само земја членка во овој пристапен процес, сепак да се гледа и на Таму таа вели- призма, на проблем? Таму вели во исклучителни случаи и тоа ќе биде пред се во делот на владењето на правото. Значи, затварање на национални телевизии заради политички причини, лажирање на избори, гонење судско на политички противници, тоа што се случуваше кај нас. Тоа може да предизвика премногу моќ во еден човек, во лидерот. Тој тип на зголемена авторитарност, на оддалечување од европските демократии. Мислам дека тука многу ќе биде тешко такво национализирање на тие одредби во смисла на билатерални прашања и билатерални спорови. Да. Така што, значи има методологија што ќе олесни на скептичните, ќе им даде чувство на повеќе контрола. Франција никогаш не можеме да кажеме децидно, меѓутоа сигналите се дека оди по еден пат што отвара простор за двоен успех. Третата недела од февруари комисијата ќе има кратки извештаи за напредок и за Северна Македонија и за Албанија и исто и од тоа ќе зависи
Што повеќе аргументи има во смисла на чекори напред, толку ќе биде подобро за оние во Хаг, во ТВДК, во холандскиот парламент и во Копенхаген, да им даде аргументи дека ова вистина треба да се затвори и да се донесе одлуката. Повеќе пати За тој извештај за нас да ни биде чист како солза, повторно ќе го спомнам, треба да го донесеме законот за јавно обвинителство. Повеќе пати слушаме дека законот за јавно обвинителство не е формален услов, па дури и за одлука за почеток на преговори за оваа земја, но дека може, ако биде донесен, да ја помогне таа одлука, да биде од помош за да се донесе таква одлука. До овој момент, сега сме петок попладне кога го правиме ова интервју, законот се уште не е влезен во собраниска процедура. Ако се држиме до тоа што го најавува председателот на собранието Талат Џафери, нема уште многу време за законот да се донесе, па дури и со европското знаме на него. Во текли сте со преговорите и какви се шансите да се стигне до 80 гласа во парламентот? Во тек сум, уште траат преговорите. Мислам дека има една голема збрка во јавноста во однос на овој закон. И вреди да се обидеме малку да ја раздуваме таа магла што е создадена. На ниво на ЕУ или на Кај нашиот нас во внатрешен? македонската јавност Добро. има една голема збрка. Нели, овие аргументи, ама требало експерти да го прават, ама, значи, суштината е следна. И Европа, не само македонската јавност, слушна за големите злоупотреби во прислушкуваните разговори. И Европа од нас, како држава, во јуни 2018 година, сите европски лидери, Европскиот совет, рече за ова мора да има правна одговорност, па дури и на највисоко ниво. Значи, целата битка е што за нашата европска иднина, а Бога ми и за нашата совест и здравје како народ, битно е да има правна разврска на оваа планина од индици, веќе има и некои пресуди, обвиненија и така натаму и така натаму. Проблемот е што опозицијата сака да избега од таа одговорност. Таа не сака да има кривична одговорност за поединци или правна разврска, очигледно бидејќи не гласа за законот за јавно обвинителство. Тоа не е закон што го правиме сосем слободно. Европа вели, и јас мислам дека и сите граѓани што сакаат праведна држава и правна држава, се на таа страна, да нема скриена амнестија и политичарите, партиите, политиката да не кажува ова ќе се гони, ова нема да се гони. Ова ќе се заборави, ова ќе го скриеме, ова нема да го скриеме. И да не бира партиско-политички погодни или непогодни јавни обвинители, туку фелата тоа да го прави. Многу е едноставно. Значи, имаат ли ЕУ и САД директен увид во преговорите? Имаат. Во тек се. Значи, тие се во тек со во тоа тек што се се и случува. брифирани се, на многу состаноци присуствуваат Бидејќи и од така амбасадорката на САД и од амбасадорот на Европската унија чувме изјави дека законот кој што во овој момент е на маса е доволна основа. сега гледајте во каква доволен ситуација. минимум. Значи, ЕУ вели овој закон треба да се донесе и ова што е на маса е добра основа за консензус. Да, така е формулацијата. Така е формулацијата. Така вели амбасадорката на Соединетите американски држави, ако не се лажам. Да. Слична една формулација. Европа бара одговорност, вели ова е добра основа, за да ја обезбедите да се да испорачате таа одговорност заради вашиот народ и заради вашата европска иднина. Опозиција на некој начин тој што не поддржува и не гласа закон за кој што Европа вели дека е добар, практично меѓу интересот да го направиме тој чекор кон Европската унија, да влеземе во пристапните преговори и да има одговорност за сите, и меѓу интересот да нема одговорност, да нема кривични процеси, да нема пресуди, тие го бираат да нема кривични пресуди. И практично во името на криминалот се ја жртвуваат европската иднина на
државата. Аргументите кои И што тоа е ги- значи кој не дигне рака за тој закон, не сака Северна Македонија да влезе, да зачекори кон Европската унија. Министре, Не може да биде појасно. Опозицијата користи слични аргументи во обратна насока, вели владячката партија или владата предлага ваков закон затоа што сака да се спаси самата од евентуално гонење на нејзините криминали. Ова тело ќе гони се, ќе гони и актуелната влада, ќе гони и идни влади. Ова тело е тело што треба да испорача одговорност за висока корупција. Исто така се повикуваат на аргументи поврзани со критики кои што дојдоа од експертите на јавната расправа за ова што е понудено на маса. За тоа дека овој закон не е идеален. Што е битно во законот? Мене, јас сум правник. Не сум во преговорите. Битно е да нема скриена амнестија. Битно е фелата да бира кој ќе го води тоа тело за гонење на висока корупција, кој јавен обвинител ќе го води тоа тело, а не ДПМН, СДСМ, ДУИ и така натаму и така натаму. Тоа е битно. И битно е случаите што се почнати да не пропаднат во земја. Туку да завршат со јасност, има одговорност или нема одговорност за секој конкретен случај. Каква врска има тука одговорноста на актуелна влада, на било кој, на ова е само опозицијата има една навика, често прави традиционално веќе низ повеќе години од кризата наваму. Често кога зборува за државата мисли на партијата. Често прави кога зборува во името на партијата, зборува и во името на народот, не баре зборуваат во името на целиот народ. Тоа е исто. И често таму каде што си ја имаат мувата на капата и се чувствуваат криви, го набедуваат другиот. Значи, јасно е, Европа вика донесете го законов, ви треба. Испорачете одговорност, ви треба. Законов што сега е на маса е добар. И они се викаат, не е добар, бегаат од тоа. Очигледно е дека они сакаат да нема кривична одговорност. Дали ова значи Бидејќи дека они не сакаат, го обвинуваат противникот, ама и они не... Ме разбирате, тоа е постојано една иста тактика и на луѓето им е веќе до овде од. Дали ова што го зборувате значи дека немате никаква надеж дека пратениците на ВМРО ДПМН може да го поддржат овој закон? Или некаква делумно видоизмената варијанта на овој закон? Година и нешто помина. Значи, година и нешто има работни групи, вакви преговори, такви преговори. Има денеска повик од францускиот амбасадор. Во едно интервју во Слободен печат објавено утрово, ги повикува сите политички партии да го поддржат законот за јавно обвинител. Има повик од ЕУ амбасадорот, од Самуел Жбогар, има од кого веќе нема. Имаше од комесарот за време на неговата прва посета околу таа работа. Од каде веќе не стигнаа пораки. Така што, не знам, опозицијата или не живее на истиот простор, или не живее во истото време, или има некој филтер каде што не доаѓаат овие... Ако ВМРО ДПМН нема да не се очекува да биде дел од овие 80, минимум 80 гласа, тогаш има ли друг резервоар потенцијално на овие пратеници кои што се нарекуваат независни пратеници од ВМРО ДПМН? Има и разговори со таа група на независните пратеници. Мислам дека ова е прашање толку крупно. Ќе излегува со некои своји барања, прифатливи ли се дел од тие, да речеме, се зборуваше за тоа бомбите да не биле докази, да биле индици. Има и некакви други барања, мислам дека поврзани со евентуални промени на овој предлог закон кој што сега е на маса за не да го можам во поддржам. детали, бидејќи не сум присутен на тие разговори. Добро. Според мене прифатливо е се што не оди вон црвените линии на тоа што и треба на нашата правна држава, за вистина да биде правна држава, и тоа што го бара Европската унија од нас. Многу е комплицирана ситуацијата затоа што има на сила едно начално правно мислење на Врховниот суд кој што вели дека
Се што СЈО има направено по 30 јуни 2017 година, а е надвор од обвиненијата за предметите за кои што до тој момент имало поднесено обвинителни акти, е практично акт од неовластен тужител. Така што на вистина е многу измешана некако целата слика. Измешано ли е за жал судството? Измешан беше и составот на тој Врховен суд, кога беше донесено тоа мислење. Не знам дали ќе се остане на тоа мислење и како ќе се движи работава. Мене ми е само една. Мислам дека е толку крупен влогот. Ние зарем има некој овде што има амбиција да се бави со кауза, да служи на таа кауза и да се бави со македонска политика, а да пропушти една историска шанса конечно да почнеме пристапни преговори со Европската Унија. И мислам дека секој од овие пратеници, они се вреѓаат кога им велат ама изгледа вие не сте толку за европските интеграции. Секој од овие 120 пратеници во собраниските клупи треба да си, мислам дека мора да имаме ситуација каде ќе се изјаснат сите. Кои ќе го поддржат тој закон за јавно обвинителство, кој нема да го барем македонскиот народ и сите други македонските граѓани нека видат кој сака правна држава, кој не сака правна. Кој зборува за и мислам дека мора да дојдеме до дури да нема декларирано двотретинско мнозинство. Мислам дека треба да оди и да се види кој е вистина за европските интеграции да успеат. Не гледам штета од тоа. Па да видиме, да се преброиме. Дали ќе бидат 70, дали ќе бидат 80, дали ќе бидат 82, ќе видиме. Има уште неколку дена. Мислам дека тој чекор и го должиме на јавност. На крај тоа врши работа за Европската Унија, има некакво значење? Ако не помине законот? Па, ако ништо друго, ќе можеме да кажеме дека сме направиле се што сме можеле да направиме. И дека сме стигнале до една таква бројка. Добро, ти на крај се носи одлука за почеток на преговори за државата, не се носи за владата. Така е, да. Сега, ама убаво е, бидејќи ни предстојат избори, да се види граѓанството, да се видат гласачите, кој за што е. Кој сака да застанат случаите, кој сака да продолжат. Кој сака да испорача тоа што го бара Европската Унија, за да се мрдне напред. Кој не сака. Да не се бавиме, цело време се бавиме со празни декларации. Малку ќе ве вратам на методологијата. Вам лично прифатлив ви е овој документ? Наоѓате некакви други точки на потенцијални пречки ако утре стигне одлука за почеток на преговори за Северна Македонија? Еден колега наш од Албанија на пресконференцијата користеше една можеби престрога, но илустративна метафора, велики, не знам зошто ги нарекувате кластери, можеби подобро е да ги викате кафези. Алудирајќи на тоа дека може процесите на вистина да се заглават во овие кластери, па и да траат многу подолго отколку што сега траат, иако и сега, ако ги гледаме примерите на Црна Гора и на Србија, навистина и ова не е процес кој што ветува. Има 6 кластери. Има една интересна одредба која вели, која ќе се исполнат условите за отварање на кластер, да речеме сектор еден голем, каде што има повеќе поглавја, тогаш треба да се настојува преговорите да се затворат за една по можност за една година. Значи, дава една динамика. При тоа не вели дека мора само еден кластер да има отворено. Може не вели што е исклучително важно. 6 може. Тоа ќе беше веќе многу, како да кажам, опасно, бидејќи тоа е толку обемна работа. Ако ние можеме само со еден сектор да се бавиме, а да заборавиме, не знам, земјоделски политики, царини, тогаш ќе земеше премногу време. И убаво е што тоа не се споменува. Убаво е што јас мислам дека не треба да се плашиме од негативниот дел за тие што одат назад, бидејќи после толку чекање ние немаме ни време, ни луксус, ние мора да загриземе и мора ова прашање да го издигнеме поучени од Законот за јавно обвинителство, не се враќам на таа дебата, на прашање што нема да биде во битката на партиите и политиката. Значи,
ќе си направиме еден исклучително вреден и креативен тим и ако се надевам дека граѓаните ќе овозможат, гласајќи на 12 април, да имаме една разбирачка и една зрелост, за ова сме сите заедно. Сите делиме кредит за успех, сите делиме одговорност за неуспех. Ова да го тргнеме од домашната политика, а ќе се тепаме тука за било какви други теми. Да се загриземе во тој процес, да се искористиме шансата, за добрите дава многу погодности. Пред членство, интеграција на состаноци, учество во политики, учество во програми, повеќе пари, да си го зголемиме капацитетот за трошење европски пари. Вие спомнавте кохезивни фондови. Постапката за трошење на кохезивни фондови е уште покомплицирана од постапката за трошење на ИПА фондови. Ние и кај ИПА имаме проблем се имаме мака, мислам дека ќе бидеме на едно пристојно ниво, сега во овој период, ама така што еден фокус и што е можно повеќе сите заедно. Успех, делиме кредит, ќе се радуваме сите, неуспех, делиме одговорност сите. Оти пораката со законот, ама зошто ние сме на оваа дерече? Затоа што уште немаме расчистено практично со политичката криза. Јас со вас сум имал неколку пати интервјуа и во времето на кризата и непосредно претходно, уште пред да бидам дел од владата. И секогаш сум велел, политичката криза ќе заврши која ќе има одговорност. Бидејќи тоа беше криза на одговорност. На некој начин, за жал, големата опозицијска партија е уште во таа криза. Ако е за утеха државата во која што бевте, вчера ги ја чекаше првата правосилна пресуда за екс-премиерот Санадер повеќе од една деценија. Лоша, веројатно, лош пример, но такво е искуството од таму. Санадер ја доби првата правосилна пресуда дури 10 години откако се тргна од местото премиер. Значи, ако ние имаме дилема дали ќе испорачаме на ЕУ за да ни чиста кандидатурата да се зачекориме напред, ама тоа да значи дека сите ќе си ја прифатиме својата одговорност и нема да бегаме од судови, и нема да бегаме од рочишта, и нема да наоѓаме разни процесни оправдувања, ама ова да не било доказ, ама ова да си, значи ако се соочиме со тоа реално, ние уште и затоа ние сме уште на некој начин живееме со остатоците од таа криза, бидејќи нема уште одговорност. Ме интересира што мислите за овие најави и однос на опозицијата кон двата договора со Грција и со Бугарија. Тоа е една позиција во која што се вели дека доколку добијат 2/3, конкретно за договорот од Преспа, ќе се обидат да ја вратат назад состојбата, при тоа велејќи дека тоа не значи дека земјата нема да биде горд сојузник на сојузниците во НАТО и дека ќе има помалку странски инвестиции. Сакајќи да кажат дека плодовите од ова што го донесе Преспа нема да ги загубиме, иако тие би ја вратиле назад состојбата. Многу е, ќе речев, детска позиција, ама ќе ги навредев децата. Мислам дека имаме многу да учиме од децата, радување, чиста мисла, емпатија. Ова е една таква конфузија. Значи, они велат, ги сакам, ќе си ги бирам последиците. Ми се допаѓа последицата од Преспанскиот договор, членство во НАТО. Таа ќе си ја задржам, ама договорот не ми се допаѓа. Епа, ако ја тргнете причината, ќе ја нема и последицата. Нашето НАТО членство е директна, правна и политичка последица на решавањето на проблемот со Грција, односно на Преспанскиот договор. Ако го тргнеме Преспанскиот договор, ќе ја нема ни последицата. Не можете таква конфузна порака да. Второ, враќањето назад што значи? Можно е да има сили и на другата страна од границата кои што би сакале таа работа да. Значи, тоа значи дека ќе се врати поранешна Југословенска република Македонија. Па нашата ракометна репрезентација ќе настапува како репрезентација на поранешна Југословенска република Македонија. Тоа значи дека договори
нема да можеме да подпишуваме со македонски јазик. Туку ќе биде официјалниот јазик на поранешна Југословенска република Македонија. Значи, нечесно е во однос на нереалноста и нелогичноста. Не ја сакам причината, ама ја сакам последицата. Но има граѓани на кои што им се допаѓа тоа, сакаат да го слушаат тоа. Бидејќи не им се допаѓа Преспанскиот договор, сакаат да слушаат дека има политичка структура во државата која што вели дека Преспанскиот договор не чини, ќе се обидеме да ја вратиме состојбата назад. Тогаш треба честно да се каже се, тогаш треба да се каже ќе се го вратиме и поранешна Југословенска република Македонија, ќе баталиме НАТО членство, ќе заборавиме и на Европската Унија, бидејќи таму ќе си ја имаме истата пречка, ќе почнеме да се караме со соседите, па спомениците што тие се нови, ама одбележуваат времиња и луѓе од пред 1000 или повеќе години, ќе се бавиме со тие споменици и со тоа време, а не со денес и не со утре, тоа барем би била една почестна позиција, или пореална. Против сме за ова, против сме за ова, против... сега, какви ќе бидат последиците по нашата татковина од една таква политика? Дали ќе бидеме стабилни, каде ќе бидеме за 10 години и така натаму, дали тоа треба да се ја разработат таа. Значи има голема нечестност во целото тоа. Они и предходната, да речеме нивниот став, двојната формула. Едно име за дома, едно име за надвор. Ако ние постигневме договор каде надвор ќе бевме Балканска република, да го немаше името Македонија, а дома да бевме Република Македонија. Тој договор, таква содржина, се вклопува во ставот за двојната формула. Целосно. Значи, не навлегуваат во суштината зошто ние имавме страв да додадеме додавка, за да не смени тоа кои сме. Договорот во член 7 врз основа на нашето право на самоопределување вели, ние кога велиме македонци, мислиме на нас, нашиот јазик е Значи, се држи целата приказна на многу површно ниво, за да трае ова маглава, за да трае кашава, ама ако сакаат да бидат против Преспанскиот договор, тогаш треба да бидат против пријателство со соседи, треба да направат чекор назад од затворањето на македонското прашање, ќе ни го проблематизираат македонскиот јазик и треба да заборавиме на НАТО членството, треба да заборавиме на Европската Унија. Тоа би била една честна политичка понуда, конзистентна. Нека ја понудат. Да привршуваме уште неколку теми. Сакам да отворам само блиц. Имате ли веќе јасна слика што ќе правите на предстојните избори? Вие сте министер на предлог на СДСМ, формално не сте асоцирани во ниедна партиска структура. Дали ќе учествувате на изборите, евентуално како кандидат за пратеник, носител на листа, можеби? Мислам дека предстојат тој процес, не е сосем расчистено. Лично би се нафатиле на таква... Јас некако ми се допаѓа кога сам за себе се зборувам, се нарекувам случаен политичар. Ама ако продолжам со овој ангажман, посебно ако учествувам активно во кампања и сум во смисла на политичка понуда, ќе го изгубам тоа право, практично ќе станам политичар. Мојата работа не е завршена, мисијата не ми е завршена, во делот на ЕУ особено. Мислам дека уште не сме во ситуација кога не е многу битно кој ќе победи. Државата ќе си оди напред, бидејќи очигледно, сега зборувавме за тоа, имаме една сила која што влече назад и имаме една сила која што влече напред. Силава што влече напред, од која што сум дел, без разлика на таа формалност, асоциација со партија или не, може посилно и може поубедливо да влече напред, ама дефинитивно влече напред. Овие со маглата влечат назад. Мислам дека немам право во оваа смисла да не бидам дел од оваа сила. Дали ќе бидам директно внатре, од страна, јас не бев
на листите во декември 2016 година, ама бев многу активен во кампањата, зборував по митинзи и така натаму. И ќе продолжам тоа да го правам, бидејќи мислам дека е влогот преголем и мораме, ние сме во битка со времето, мораме да си го затвориме ова поглавје, да почнеме со ЕУ преговори, влегуваме веќе, прашање на недели ќе станеме членка на НАТО и големата битка, законот за јавно обвинителство, одговорност, правна држава, таа ќе биде најголемата и таа е практичко битката за патриотите. Да, и неспорно е дека и на страната на која што сте вие има отворени прашања поврзани со таа тема. Но се согласувам, тоа е големата битка за оваа држава во следниот период. Унгарија го отповика својот почесен конзул во Битола, Сашо Јанакиевски, газда на фирмата Еко Клуб, посочена од градоначалникот на Скопје Петре Шилегов како фирма која што несоодветно го третирала медицинскиот отпад. Ќе ја потврдите таа информација? Да. Вчера добивме нота со која што Унгарија не информира дека го отповикува нивниот почесен конзул и со ефект веднаш. Значи, човекот веќе не е почесен конзул на Унгарија. Тоа го сметате за соодветен потек на Унгарија или немате право да коментирате одлука? Да, нивна одлука е, ама мислам дека случувањата во изминативе денови јасно укажуваат во кој контекст е донесена таа одлука. Толку за вечера, благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на приликата. Останете со нас, по уште една пауза е саботажата. Желбата за враќање во фотелјата на која толку се адаптирало телото може да се искаже преку користење филмски цитати. Ама вистинските терминатори не можат да останат неми кога од нив се бара да ги отелотворат идеите за како да стасаат до реализација. Особено кога се трнало на прав пат, а не само што не може да се види целта, туку вон функција, очигледно е и ретровизорот. I'll be back ви беше најомилената филмска и сега ми е фраза. Каде ќе се врати? Не знам јас дали ќе се вратам некаде и каде би требало да се вратам. До местото кое веројатно би било пожелна дестинација за враќање мора да се помине преку една улица чие актуелно име низ годините од символ на независноста прерасна во партиска икона во која безпоговорно се крстеа сите. Како минува времето, сеќавањата на литургиските беседи за ликот и делото бледнеат, а неизмерната љубов прераснува во чудесна игноранција. Мене ме мачи една дилема, писател сте на ВМРО. Дали ви е познато кои се заслугите на Јордан Мијалков да се стави име на улица, негово име? Не. Не ти се. Не ми се познати, да. Имате вие да ми кажете кои се заслугите? Не ќе те прашав да знаеш. Немам, навистина не знам, не. Оние пак што си знаат на што се јавно си кажуваат. Немаат дилеми да соопштат кој чија симпатија е, какви им се интимните релации, па дури обелоденуваат интересни љубовни заплети, која скокоткаат публиката, желна за интрига. Имам подпредседател кој што не го сака Дуи, а имам подпредседатели кој што го сака Дуи. И сега ние сме демократски партии, тоа се развива. Кај Дуи гледам во високото раководство, прилично влијателни луѓе ич не ме сакат. Јас знам зошто не ме сакат, не може да докажам тоа. Дали тоа што не може да прават со мене тоа што правеле некој пат. Најинтересни се оние што љубоморат. И изгледа толку им пречи тоа што не се посакувано друштво, па гореки од желба да бидат таму од каде никако да ги поканат. На секаков можен начин се обидуваат да се приближат, акцентирајќи ги своите сериозни предности, кои би биле предизвик за секој внимателен домаќин. Секој мисли дека нема се постигне вотинско мнозинство, додека вчера или зачера не ја видов сликата на амбасадорката на Америка со оние лепотаните 8-те. Ама вака би прашал ја, што со мене и со Пеџане се слика, ние сме поголеми фраери. Тој моторџија, ја рокер. Зошто со нив се слика, а со нас не се слика? Фраерлукот се мери со сосема спротивен инструментариум од Ајкио. И секоја подбишега со политичкиот опонент би била вистинско шоу.
ако мангуплукот не доаѓа од партиски озвучениот плоштад пред зданието, кое не е ништо друго, освен бренд за навреда на интелигенцијата. Одговорност за оваа држава мора да има. Можеби заради тоа од ВМРО ДПМН се обидуваат со пуштање на музика да ја спречат вистината. И на крајот, кога на вистина е тешко да се направи разлика. Дали ќе се распушти пациентот на 12? Што имаме и други години, други избори кога се одржале, се распушти пациентот. Добро, доктор, си доктор. Парламентот. Изгледа дека не е до докторот, туку е до диагнозата. А за неа, конзилиумот ќе го најде лекот на 12 април. Благодарам што бевте со 360 степени. Ве поканувам да бидете повторно со нас в понеделник од 22. Налсад следуваат вести. Пријатно.